Во емисијата на тема на Канал Плюс телевизија разговараме со Светлана Јованова, директор на Центарот за советување под наслов Лидија срце што чука од Скопје. Разговараме околу фамата што се крена на надписот на Никола Шиндра на социјалните мрежи дека ја оправдува педофилијата, односно дека педофилите ги смета како маргинализирани луѓе и дека го оправдува ставот дека е во ред 12 и можеби помало годишно дете, малолетно дете да има сексуални односи со 50 годишен маж. Токму на оваа тема разговараме со директорката Светлана Јованова. Добро ни дојдовте во емисијата. Многу би рекла осетлива тема разговараме денеска во емисијата на тема на Канал Плюс телевизија. Но еве, како вие како центар го објаснувате овој став на Никола Шиндра, дали го оправдувате и ако не, кои се вашите ставови врска со ова? Добар ден и добро ве најдов и ви благодарам за поканата. За жал, наместо во овој период да се разговара за многу подруги повесели теми, како например летниот распуст кој што туку започна и кои се оние активности што децата треба да ги прават во текот на овој летен период, ние се бавиме со една ваква тема која што за жал е девијантна појава во самото општество и луѓе кои што имаат девијантни сексуални нагони и расстройства се обидуваат ова да го протнат низ некоја мала врата, а пред се да го разборичкаат самото општество и да се обидат да внесат некој неморал, блуд во самото општество, да ги разнишаат семените корени и сите христијански вредности кои што ова општество ги негува. За жал, педофилијата е болест која што и самите психолози, психијатри, лекари и научници ја третираат како таква и како девијантна појава која што се јавува, се обидуваат значи некои луѓе да ја оправдаат и притоа и да ја промовираат како нешто што е сосема нормално, кое што е сега во мода, кое што треба да се практикува на сите страни. За жал, со сето ова што со самото тоа што се промовира педофилијата како нормална појава, се крши конвенцијата за правата на детето. Сите можни членови од оваа конвенција се кршат затоа што во таа конвенција сите членови се дадени за да се заштити самото дете. Но кога вие ќе дадете став дека е во ред едно 8 годишно, 10 годишно и 12 годишно дете, па дури 16 годишно дете, да влезе во сексуални односи со возрасен маж, кој што да речеме во екот на својата сексуалност, а сепак ова мало дете се уште се развива, го развива своето тело, ја развива својата личност и вие се обидете на тоа дете да му наметнете дека тоа е во ред. Тоа дете може да остане со трајни психички последици, кои што ги имаме ние случаеви низ цела Македонија, во последно време читаме низ вестниците, пратиме на интернет порталите, слушаме на вести дека сепак ја има како појава кај нас, страшно е осудена, а сепак некој се обидува да каже дека е тоа сосема во ред. Тоа е случајот со Никола Шиндра кој го спомена. Токму така, значи личност од овој калибар воопшто не треба ни да се земе како релевантна личност која што треба да збори на оваа тема. На темата педофилија треба да зборуваат психијатри, психолози, родители кои што можеби се соочиле со некое вакво искуство и самите жртви на педофилија. Значи ние ги третираме нив како жртви, се обидуваме на секој можен начин да ги заштитиме тие деца, а од друга страна некои личности кои што не можат да се пронајдат самите себе, се обидуваат да ја оправдаат педофилијата како нешто најнормално. Јас не можам да замислам моето малолетно дете да се вклучи во сексуален однос со возрасен маж или возрастна жена. Тоа воопшто не е во ред. Тој ги третира како маргинализирани луѓе, така? Значи, тие се обидуваат да ги вметнат педофилите како маргинализирани луѓе, така, и да кажат дека нивните права се повредени, дека тие не се заштитени, дека не им е дозволено сексуално да се изразуваат. Значи, сите тие заедници кои што се промовираат во последниве неколку месеци, кои што се обидуваат да дојдат до јасен свој став и глас, значи се обидуваат и овие работи да ги направат нешто сосема нормално, а воопшто не е
нормално, тоа е неморал, тоа е блуд кој што се обидуваат да ни го наметнат на нас, а ние знаеме многу подобро од ова. Сепак знаеме ние како на кој начин треба да ги заштитиме своите деца, на кој начин ние треба да ги воспитуваме и да ги упатуваме понатаму во животот. Да. Не можеме ние да дозволиме некоја личност која што не може да се пронајде самата себе си да ги образува нашите деца за нивното сексуално и репродуктивно здравје. Да, ја споменавте Конвенцијата за правата и заштита на децата. Каде се тука правата на децата? Се кршат сите можни норми, сите можни правила на дечињата? Токму така. Значи во членот 3 од Конвенцијата за правата на детето се вели дека сите активности кои што се спроведуваат треба да бидат во интерес на самото дете. Од кога педофилијата е во интерес на самото дете? Значи со тоа се загрозува неговото психичко здравје, физичко здравје на самото дете, неговиот израз како личност. Значи тоа дете останува осакатено, обележено за цел живот. Тие деца кои што се жртви на педофилија никогаш повеќе не може да бидат истите оние личности кои што биле претходно. Имаме ние случаеви, минатата недела се случи кога човек, педофил, кој што е осуден на затворска казна од не знам колку години, е пуштен од затвор, се враќа дома и сега веќе неговата полнолетна ќерка повторно ја силува. Што да кажеме на тоа? Дека тоа е сосема нормално. Иако бил во затвор, иако ја отслужил својата казна, која што е некоја минимална казна од неколку години, се враќа и повторно ја силува својата ќерка и тоа е во ред. И тоа треба ние да го прифатиме како нешто нормално и тоа треба ние да го сметаме овој човек како маргинализирана група каде што тој не може самиот да се пронајде и да неговите права не се заштитени, така? Што е со правата на девојката? Што е со правата на неизе кога била малолетна девојка, кога била само дете? Каде се неизините права? Каде се невладините организации кои што ја поддржуваат сега педофилијата да застанат и да кажат не, ние ќе застанеме во заштита и во одбрана на оваа девојка. Можеби таа девојка имала многубројни абортуси. Што зборува тоа за нејзиното тело, за нејзиното трауми понатаму, да. Токму така, тој човек не може да се излечи. Значи, отслужил казна, повторно се враќа, го повторува самото дело. Кога еден крадец ќе изврши кражба, ќе биде осуден и повторно ќе се врати, ќе изврши таа кражба, значи или некој друго кривично дело, тој повторно се враќа во затвор. А ние сакаме да ги пуштиме педофилите слободно да се шетаат по улица. И имаме деца на секаде и јас да се плашам да го пуштам моето дете да излезе на улица или да отиде само до училиште. Па тоа воопшто не е нормално. Членот 19 во самата конвенција вели дека владите треба да работат на заштита на самите деца од секакви злоупотреби и злоставувања. Не само владите, самите институции во општеството, центрите за социјални грижи, невладините организации кои што работат со деца или тврдат дека работат со деца. Да. Невладините организации кои што работат со жртви на семејно насилство, затоа што тие деца се жртви на семејно насилство. А не може тие, значи, од една страна кажуваат дека да, ние работиме со жртви на семејно насилство, а од друга страна ја оправдуваат педофилијата и воопшто не им е грижа за тие жртви. Не можете да направите, значи, разлика меѓу ние ќе работиме со оваа група нема да работиме. Ако веќе тврдите дека работите со една група, не можете да ги делите дали таа група е жртви на семејно насилство само затоа што мажот дошол дома пијан па ја претепал жената и децата, а да го оправдувате мажот кој што го силувал тоа 8-годишно девојче или пак момче. Значи имаме и такви појави кај што возрастен маж силува момче. И тоа е сосема во ред. Јас лично сум згрозена од сето ова. Згрозена. Воопшто не ми се врши. Кога го читав самиот надпис, се згрозив од она што го прочитав. Колку тие малолетни деца знаат да искажат дека биле жртви на семејно насилство или на некаков вид на насилство, на педофилија, например? За жал, значи, самите педофили ги заплашуваат децата. Да. Ако кажеш дома, ова и ова ќе го направи. Или пак им се законуваат со животот на родителите или на нивните браќа и сестри. Да. Ако кажеш дома или ако кажеш на некого, ќе настрада твојот брат, твојата сестра, твоите родители. И децата имаат страв да го кажат тоа. Ние имаме случаеви каде што деца кои што со години се жртви на педофилија и никако не може да кажат. Да, страф им е да кажат затоа што се плашат и за сопствениот живот, но пред се плашат за животот на своите најблиски. И треба внимателно да се следат децата за да се
препозна едно такво Може однесување. некако да се препознае совет до родителите. Токму така, значи можете, ако вие вашето дете најдобро го познавате, кога ќе забележите и најмала промена во однесувањето на детето, разговарајте. Не можете да оставите да речете, па тоа е дете, ќе му помине. Да, може би се скарало со другарчето на улица, ама има разлика меѓу тоа однесување кога ќе биде скарано со другарчето и има разлика кога тоа дете всушност се затвара во самото себе. Не може да ги искаже своите емоции. Почнува да се плаши од се околу него. Не дозволува да го допрат. Тие деца најмногу се плашат од допир, затоа што некој се осмелил да го допре тоа дете на гнасен начин и да го осквернави неговото невино тело. И тоа дете се плаши од допир, се плаши дури од допирот на самиот родител. Се случува кога девојчињата се жртви на педофилија, на педофилски напади. Самите тие девојчиња да се плашат од сопствениот татко, ако да речеме станува збор за педофил кој што е или надвор од семејството или пријател, значи тие се плашат, тие мислат дека е нивна вина затоа што тоа им се случило. Затоа што многу пати педофилите и тоа го користат. Така, значи искривена слика им дават на децата за така. Да, за жал, значи не можеме ние ние се обидуваме да ги заштитиме нашите деца. Не можеме да ги заштитиме од многу работи. Ама од ова можеме да ги заштитиме. Со самото тоа што ние како родители ние треба да бидеме првите кои што ќе станеме и ќе кажеме не на ова. Не можеме ние да дозволиме личности да ни промовираат педофилија во нашето општество. Каде се правата на нашите деца? Каде се правата, моите права како родител да го заштитам своето дете? Да. Но еве вие како центар како делувате во врска со ова, дали може би едукации, разговарате со децата, разговарате со родителите, вршите едукации во разни градови? Значи, ние како центар се фокусираме на самите жени како мајки, на децата, на целото семејство како една клетка. И што кажавте да може да им препознаат своите деца. Токму така, значи јас би им препорачала на родителите доколку се сомневаат во нешто, доколку приметат дека нивното дете се однесува на некој чуден начин, да контактираат. Може нас да не контактираат, може да контактираат центри за социјална грижа, психолози или пак психијатри или пак да побараат помоши од самиот лекар. Воопшто не е страшно да се отиде и да се побара помош. Ние бараме помош за секакви други работи, но кога станува збор за нашето дете, како да се срамиме да побараме помош. А токму детето е она на кој што најмногу треба да му се посветиме и ако забележиме нешто што не е во ред, што не е карактеристично за нашето дете, треба да побараме помош. Или ако забележиме дека тоа дете дава некои знаци дека било жртва на некој вид на насилство, најдобро да ја контактираме полицијата. Тоа дете ќе се отвори, тоа дете ќе каже, колку и да биде заплашувано, сепак ќе се најде личност во која што тоа дете ќе има комплетна доверба и ќе ги искаже своите емоции, колку и да му биде тешко. Нормално мора внимателно да се работи, со жртви на педофилија мора да работат стручни лица, психолози, кои што знаат да го препознаат однесувањето на детето, знаат да пружат стручна помош, но исто време можеби преку игра, преку цртеж, преку разговор, тоа дете многу повеќе да каже. Дури и кога детето молчи, кажува многу повеќе од кога ако користи 2-3 збори. Да, тоа психолозите и психијатрите најдобро го знаат, но еве од вашите истражувања како центар, кажете ми на колку години децата најчесто се жртви на педофилство? Не може да се даде некоја граница, затоа што имаме ние деца кои што се жртви на педофилија од најрана возраст, од некоја 2 годишна, 3 годишна, 4 годишна возраст, а се открива тоа многу подоцна, кога веќе стануваат тинејџери, или кога ќе соберат храброст конечно да му се спротистават на злоставувачот. Во ретки случаи. Да, во ретки случаи или пак ако некој од страна го забележи тоа, па го пријави самиот злоставувач и самото дете конечно собере храброст да даде изјава. Не можеме да издвоиме и по пол, девојчиња можеби повеќе страдаат, но кажавте дека не се исклучени момчиња. Во последно време доста често се случува самите момчиња да бидат жртви на педофили и значи
За жал, тоа е сето оно што ни го промовираат некои западни, модерни движења, настрани заедници кои што се сметаат за маргинализирани заедници, а всушност самите деца ни се нас една маргинализирана група која што е запоставена. Ние треба на тие деца да обрнеме внимание. Ние како општество се бориме против малолетничките бракови. А од друга страна подржуваме педофилијата. Според мене тоа е многу лицемерно. Не можете да се борите против малолетнички бракови, каде што таа 12 годишна девојка е приморана да се венча, да стапи во брак со 50, 60, 70 годишен човек и сето тоа вие да го осудувате, а во исто време да го оправдувате чинот кога 12 годишно момче или девојче почувствувало сексуален нагон спрема 50 годишен човек, маж или жена, и дека тоа се сосема во ред. Ако веќе го осудувате тие малолетнички бракови, кои што најчесто се случуваат меѓу ромската популација, осудувајте ги овие другиве. Не можете да ги издвоите. Да, поврзано е. Токму така. Всушност, Светлана, според вас, кои активности треба да се преземат воопшто во државата, невладини организации, центри, државата, владата, еве да се спречи ваквата појава и ваквите надписи кои ги читаат и малолетни деца, па можат се да си помислат во тоа нивно малолетно главче дека може педофилијата всушност да биде и легална во Македонија. Ние како општество во однос на оваа тема треба да бидеме унифицирани, треба да бидеме единствени, да земеме единствен став дека педофилијата е болест, настрана опака болест, девијантна појава и воопшто не треба да биде промовирана како нешто нормално во нашето општество. Како родители треба да застанеме во одбрана на нашите деца. Не треба да дозволиме луѓе кои што воопшто не знаат како да ја препознаат својата сексуалност, да држат сексуални предавања на малолетни деца. Не треба воопшто да дозволиме од најрана возраст луѓе од страна да доаѓаат и да ги поучуваат нашите деца за нивната сексуалност, за нивното репродуктивно здравје, туку самите ние како родители треба да ја земеме таа обврска и да разговараме во нашиот дом. Според некои луѓе кои што го оправдуваа самиот надпис кој што беше напишан пред 2-3 дена, според нив значи дошло до ова и ние погрешно сме го разбрала само затоа што демек во семејството не се разговарало доволно за сексот, за самото дете, за неговиот развој, токму затоа ние треба да дозволиме некои луѓе тоа да го прават наместо нас како родители, што воопшто не е точно. Ние како родители ја превземаме таа обврска да ги едуцираме нашите деца. Мислам дека родителите разговараат на оваа тема. Да, се менува. Можеби пред 10 на 15, 20 години воопшто да не се случуваше тоа, но во последно време со самото тоа што се појавуваат вакви работи, ние имаме деца во училиште кога среќаваат манијаци или среќаваат луѓе педофили и се плашат самите родители, токму поради тоа се обидуваат да ги едуцираат своите деца што всушност значи сексот, што всушност и кога всушност треба тој секс да се случи помеѓу маж и жена, помеѓу две единки. И ние како родители треба тоа да го направиме. Не можеме да дозволиме луѓе со девијантни појави, девијации да ни шират вакви зарази во нашето општество. Дали можеби и во училиштата треба да постои вакво нешто, вакво едуцирање? Па јас значи сексуалното образование мора да започне во домот. Мора да започне во домот, мора да започне од самите родители и самото дете. Затоа што вие не знаете кој се може да дојде во училиштето и да ви предава за сексуалноста. Затоа што ако вие имате одреден став што значи сексот, значи како треба тој да биде изразен. Не можете да дозволите некој кој што не го дели вашиот став да го поучува вашето дете. Да. Вие треба да го образувате вашето дете и да му дозволите самото тоа да се стекне одреден свој став како личност, како индивидуа. Но пред се вашата должност како родител е да го заштитите од сите надворешни штетни влијанија кои што можат понатаму да си поиграат со развојот на неговата личност и интелект. И пред се како невладини организации, како и државни институции, ние треба да го осудиме самото ова што се обидуваат некои луѓе да го направат со педофилијата како нормална појава. И како што кажавте, сите единствени треба да
да застанеме Токму така. и родители, и невладини организации, и центри за вакви Токму така. ситуации, за да може да бидеме единствени за да се бориме против ова. Не можеме ни како држава да бидеме потписник на Конвенцијата за заштита и права на детето, А од друга страна, да ги негираме сите тие членови кои што се наведени во самата конвенција. Значи како држава ние потфрламе во однос на нашите деца. Како држава ние не се грижиме доволно за нив и оставаме некои луѓе да ни ги едуцираат за нешто што повторно ќе повторам е болест. Педофилијата е болест. Да. Светлана, јас ќе ви се заблагодарам еве што одвоивте време токму на оваа тема да поразговараме на Канал Плюс телевизија во емисијата на тема. Се надевам дека помогнавме на родителите, а и сите оние дечиња кои слушаат, еве да може да се делува на овој план и да може да се спречи педофилијата да не постои воопшто. Токму така. Јас би апелирала дури до оние до жртвите на оваа појава. Немојте да се плашите. Да не трпат и веднаш да се јават. Веднаш пријавете, затоа што за ова кривично се одговара за ова дело, се уште во нашата држава и значи не треба да бидете и понатаму жртва. Како личност, вие може да бидете силни и црсти да застанете во одбрана и на самите себе, но со тоа што ќе признаете и ќе го пријавите тој човек, таа личност што вас ве злоупотребува, вие може да помогнете и на други деца кои што можеби ја немаат таа силина и таа храброст да се спротивстават. Да не ги слушат заплашувањата од самите педофили, дека може да им наштети на родителите или нешто слично. Токму така. Во принцип тоа се слаби луѓе, тоа се луѓе без карактер. Затоа во моментот кога вие ќе се спротивставите, тие се плашат. Да. Тие само искажуваат, се дури жртвата се плаши. Се дури жртвата се плаши, тој човек има силина. Во моментот кога жртвата ќе се спротивстави, тој човек се плаши и бега. Затоа нема ништо страшно во тоа да застанете и да го пријавите ако се случува во вашето семејство, на ваша пријателка, ваш пријател или на некого што ви го познавате во самото соседство. Ако знаете за нешто такво, веднаш пријавете во полиција. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.